Почитувани слушатели, денес разговор водиме со Андреј Жерновски, председател на Либерално-демократската партија на Република Македонија. Исто така, оваа партија е во коалиција со Сојузот за иднината. Повод за овој наш разговор, кој за прв пат го имаме на македонската радиопрограма 3 пати Z, е победата на господинот Андреј Жерновски во општина Центар во Скопје, каде што и најмногу е натрупано или збијано, начичкано, секако по наше да го кажам, најмногу споменици, меѓутоа и 3 пати се гласаше на локалните избори оваа година. Господине Жерновски, добро утро на вас. Добро утро, благодарам за поканата, чест ми е да бидам гостин во вашата емисија и се разбира посебен поздрав до почитуваните слушатели. Најнапред ние сакаме да ви ја честитаме победата, бидејќи тоа беше една маратонска трка, надпревар, така да кажам, 3 пати се прегласуваше и на 3 пати победи Андреј Жерновски. Впрочем, некои од моите соговорници рекоја деновиве, односно вчера и денес, дека и спомениците трчале кон избирачките места и гласале за Андреј Жерновски. Сега беше на маратонска трка. Ние победивме убедливо во првиот круг. Победата беше одземена на еден нечесен начин, 3 дена се броја гласовите. Вториот круг победата беше исто така убедлива, меѓутоа знае јавноста со прегласувањето, односно одлуката на крај, иако Државната изборна комисија потврди победата, Управниот суд под силно влијание се разбира на напредачката партија се донесе одлука се прегласува во половина од избирачките места. Многу интересно што се гласаше на сите места каде што јас победив, односно каде што победи господин Тодорич немаше прегласување. Меѓутоа пораката во овој трет круг во недела беше толку силна на луѓето што живеат во Центар да ние всушност ја дуплирахме разликата и тоа беше причина зашто на крај ВМРО-ДПМН мораше да ја честита победата. Господин Жерновски, ВМРО-ДПМН Центар го имаше како свој бастион. Вие ја одзедовте оваа победа, што не им е така вкусно на премиерот Никола Груевски и неговата коалиција. Јас не можам да го разберам и неетењето кое што доживеа кулминација во недела. Знам дека им е тешко да го дадат Центар, знам дека они знаат што се има направено во Центар, не мислам само од аспект на спомениците, него од аспект и што значи финансиската конструкција и на кој начин сето тоа е сработено во врска со овој проект. Меѓутоа, во недела се случи нешто што мислам дека не може да се случи. Не само во Центар, туку и во Македонија. Тоа е да се исклучуваат лифтовите на сите оние висококапници. Потоа се бушат гуми на граѓани за да не може да додат со кола на гласање. Да се буквално уништуваат влезовите со графити и така натаму, меѓутоа мислам дека мора да знаат дека тоа ќе предизвика особено во Центра контраефекти, дека напротив се зголеми револтот и тоа јасно беше искажено на гласањето. Меѓутоа, она што мора да сериозно се земе предвид е големиот скандал со гласачите од Пустец и јас кажав тоа не е дело кое што старе и се разбира Министерката за внатрешни работи како личност која што начело на институцијата која што ги издава во државата личните карти, се разбира ќе мора да одговара. Ќе мора да одговара за да не може некоја друга власт, не само оваа, да се обиди истото сценарио да го направи во иднина. Видете, од моја гледна точка, јас жалам што си поиграа тие со чувствата, судбината и достоинството на својот македонски народ, без разлика каде и да живее. Тоа се македонци. Значи, мораме да бидеме начисто и јасно да кажеме, без разлика дали сме власт опозиција. Јас многу пати сум рекол дека што се однесува до интересите на Македонија, на македонците, особено оние што живеат надвор од нашата земја, ние тука го носиме дресот на Македонија. Значи, не пишува дали сте власт или опозиција, туку сите треба да ги браниме боите на нашата држава. Никогаш, ниту на почетокот, ниту денеска, не им се лутам на нашите, намерно велам нашите, тоа се македонците од Пустец, бидејќи тие беа злоупотребени, им беше ветено дека ќе добијат некои други повластици. Знам дека дневницата беше 3000 денара. Меѓутоа, да дојдете вие од Албанија во Македонија за 3000 денара, тоа значи ќе имате мака, дека сте сиромашни.
затоа и во петокот пред изборниот молб ја повика власта да престане со проектот Пустец, прво затоа што го компрометира докрај избирачкиот процес во Република Македонија, нешто што не е потребно, бидејќи ние сакаме позитивен извештај сите во Република Македонија. Позитивен извештај мора да има земја која што сака да биде со право, нели, полноправен член на Европската унија и на НАТО. Меѓутоа, исто така реков дека најлошо што се компрометираат токму нашинците од Пустец. Така да на нашинците, на македонците од Пустец не им се лутам, пак велам тие беа злоупотребени, но се лутам на оние кои што играа на картата, кои што знаеа дека нашинците во Пустец се од тешка состојба, незавидна состојба, кој што се обидува тоа да го искористи. Бидејќи операцијата беше на вистина толку сложена, ние ги пратевме автобусите, тие беа малтретирани речиси, цела Македонија ја поминаа за да дојдат до Скопје, бидејќи вртеа преку обиколницата. Сето тоа беше толку невкусно за гледање, меѓутоа ќе предложам да сосема поинаку се однесуваме кон нашинците во Пустец, а тоа е да обезбедиме одовде и книги, и учебници и други да кажеме други средства со кои што можеме да им помогнеме, затоа што тоа ќе биде вистински одговорна организирана држава, која што води сметка за они што се македонци без разлика дали живеат во или надвор од државата. Наместо да ги злоупотребат македонците од Пустец и да ги носат со автобуси со кои го видовме и ние овде во Австралија, автобусите и комбињата, исто така ги видовме и лифтовите како беа расипани, ги видовме и гумите истушени, издупени. Зошто владата по примерот на Али Ахмети не ја донесе македонската диаспора? Да немаше никакви забуни. Јас исто реагирам на секаква злоупотреба и се разбира, реагирав и тогаш кога се носеа цели чартер летови за да можат албанците да гласат во Република Македонија. Мојот став е познат. Не треба никаква злоупотреба и треба тие што живеат во Македонија да ги изберат своите политички лидери, без разлика дали се од власт опозицијата. Тоа е веќе друго прашање. Така да јас принципиално реагирам на било која злоупотреба. Ова што го потенцирам примерот од центар е затоа што бев кандидат и затоа што лично осетив што значи еден таков однос на власта кон граѓаните. Ако имаме власт во Македонија која што е спремна да ги исклучи лифтовите, да ги тера оние кои што имаат 60, 70, 80 години, да одат пешки од 13 спрат доле, па потоа се качат. Тоа е веќе нешто што ни оддалеку не личи на власт која што води грижа за своите граѓани. Вчера имав една акција на следување на влезовите кои што беа шкртани на Грден и така натаму и ми беше објаснато од представителите на кухните совети дека може да се случи голема трагедија затоа што лифтовите всушност кога биле блокирани, вратите биле отворени и само среќа придонесе да немаме и жртви затоа што може и постелица, но и деца да влезат едноставно мислики дека има лифт и да паднат во дупка. Затоа мора се одговара, велам, за да има ред во Република Македонија и ова и туидната, може би власта во која што ја ќе учествувам во иднина, воопшто да не мисли да се направат вакви работи. Мора да има санкција за да веруваме во државата и во системот. Господине Жерновски, еве да направиме на споредба. ВМРО ДПМН е свесна, знае, владата знаат дека практично тие ја збришаа СДСМ од на локалните избори. Освои СДСМ само 2 пратенички места. Вие сте од Либерално-демократската партија, што сте во коалиција. На граначалнички места. Да, граначалнички, да. Практично ги избришаја, нели? Зошто толкав отпор пак во центар? Ако изгубија. Како што СДСМ изгубе во цела Македонија, па нормално изгубија, нека го претрпат поразот политички и спорски. Значи, првовие избори беа далеку од фери демократски, кулминација беше центар, меѓутоа тоа што се случуваше со притисоци врз граѓаните, со уценете, со метнати гласачи, не беше само во центар. Јас не делам дали кандидатите на опозицијата били од СДСМ, од Либерално-демократска партија, од ВМРО Народна партија и така натаму, не ги бројам како нели кој од која партија доаѓа. Се разбира дека опозицијата мора сериозно да се прегрупира, меѓутоа мислам дека се тоа што се случи конечно, нели кога што велат за центар, дека центар стане на слободна територија, дека духот кој што е ослободен во центар ќе се пренесе на другите општини, во тоа сум убеден. На крајот на кристото реков и вечерта кога прогласив победа.
падна митот за непобедивоста на ВМРО ДПМН, особено во она општина каде што и најмногу пари се историја, каде што и најмногу ВМРО ДПМН беше год на своите дела, каде што и најмногу се потенцираше. Всушност, целиот проект Скопје 2014, буквално 100% е во општина Центар. И оттаму победата во центар на опозицијата не е воопшто символична, туку е повеќе символична. Значи има една многу друга димензија која што доправа ќе се развива на политичката сцена. Се развива ВМРО ДПМН од тој уплашен. Меѓутоа, јас не сакам кавга со централната власт, што се однесува до интересите на граѓаните, туку сакам да соработуваме. Не сум наивен, се разбира да чекам пречки, меѓутоа тоа што го ветив ќе го исполнам. Ревизијата на Скопје 2014 мора да биде достапна до граѓаните, не само на центар, не само на Скопје, туку и на Македонија, бидејќи сите ние плаќавме за тој проект. Видовме вчера дека после толку години на владата и текна да даде отчет. Се разбира, тоа беше затоа што знае дека ќе наречам 1 до 2 ревизии на релевантни ревизорски куќи. Меѓутоа, должен сум на граѓаните да им ги покажам документите за да знаат каде се трошат нивните пари. Тоа мора секој власт да го обезбеди, без разлика дали е централна или е локална власт. Господин Жерновски, вие овде во нашата заедница, македонската заедница во Австралија сте познати дека ќе, ако дојдете како градоначалник на власт, дека ќе го земите францускиот клуч и ќе ги рушите спомениците. Никош немам дадено таква изјава, тоа се изјави на поддржувачи на опозицијата, меѓутоа не е званичен став на опозицијата. Напротив, и во мојата изборна програма, и во првиот круг, и во вториот круг, и во третиот круг, кажам, потенцирам дека јас потекнувам, како што знаат, особено ние што живеат во центар, од една семејство, една фамилија со силна градежичка традиција. Во мојот вокабулар, во мојот термин не постои зборот рушење, туку постои зборот градење. Така што немам никаква намера да рушам споменици, единствено што оставив простора и изразна дислокација. Бидејќи на страна дали е ова кич или не е, дали е ова нешто што е далеко од стандардот што е потребен во Македонија, има споменици кои што буквално пречат во физичкото движење на граѓаните. Така што ниту сум спомнал, ниту планирам да рушам било какви споменици. Добро, ме интересира да ве прашам за споменикот на Александар Македонски. Потрошени се над 10 милиони евра. Меѓутоа, скулпторката Стевановска платена е дури 650.000 евра хонорар. Тие се ненормално големи високи финансиски средства за еден споменик. 650, дали е тоа точно? Сметам дека ревизијата ќе покаже многу поголеми хонорари. Пак велам, значи после 7 години инсистирање на отчет, потоа особено за проектот Скопје 2014, тие беа вчера приморани да конечно излезат со документите. Ве убедувам дека доколку не победеше опозицијата во центар, никош немаше ни да ги обелоденат тие информации. Висината на хонорарите укажува на една друга димензија. Меѓутоа, јас не сум она институција во државата која што ќе утврди дали хонорарите завршиле кај авторката или всушност се вратени од местото каде што е платено. Тоа не е моја надлежност. Моја надлежност е да ги, како што кажам, обелоденам информациите. Меѓутоа, она што е трагично во Република Македонија е што ние сме земја прогласени по индекс на мизерија први во Европа. Секој трет македонец е сиромашен официјално, според информациите, според потоците на Заводот за статистика. И во моментите кога Македонија доживува својата најголема сиромаштија, дознаваме за вакви хонорари, дознаваме дека овој проект чини баснословна сума, да потенцирам дека премиерот вети на почетокот дека овој проект ќе чини 80 милиони евра, според оние податоци кои што ги имаме ќе чини некаде околу половина милиарди евра. И наместо парите да отидат за школи, за болници, владата одлучи да ги троши во една намена која што никој повеќе не може да свати зошто го прави тоа. Дали е пералница или пари на пари или не, ќе покаже ревизијата, ќе покажат институциите во државата. Меѓутоа, факт е дека граѓаните на центар гласа за мене, за опозицијата, помеѓу другото тоа што не го одобрија проектот Скопје 2014. Понатаму, што ќе превземите вие како градоначалник на центар, каде што се изградени голем број на споменици, а уште колку ќе се градат понатаму и како ќе соработувате со централната власт?
Јас можам мојот мандат да го потребам во две насоки. Или да ја бркам мојата политичка кариера, па да бидам во перманентна кавга со централната власт, за да добијам имидж на опозиционер, или второто, и тоа го преферирам, тоа второто, да работам во интерес на граѓаните. А во интерес на граѓаните не е да имам кавга со централната власт. Се разбира за да има успешни резултати. Добро е да има соработка помеѓу централната и локалната власт. Знам многу добро дека тоа нема да биде прифатено од централната власт, меѓутоа јас ја подам раката за соработка. Но тоа нема да ме спречи да го остварам она што го ветив. Не разлика дали тоа ќе се допадне на централната власт. Пак ќе кажам, ревизија ќе има не само за Скопје 2014, за целокупното работење, бидејќи знам помеѓу другото зошто беше ова прегласување, затоа што се уништуваат документи на вистина дубиозни активности кои што се правеа во општина Центар. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека буџетот на општината е доволно висок за да непречено функционира она што е најбитно за локалната самоуправа, тоа се оние проблеми кои што ги тиштат граѓаните. Ова е сепак локална самоуправа, локална власт и таа треба да директно биде засегната и да ги брани интересите на граѓаните и да ги заштитува нивните секојдневни потреби. Господин Жерновски, одлуките нема да зависат само од вас, ќе зависат и од Советот. Каков е бројот, односот на Советот опозиција-позиција? Бидејќи, еве слушаме, читаме дека некои од СДСМ веќе се префрлија во ВМРО-ДПМН, во Велес и во други градови. Како е кај вас, каков е соодносот кај вас? И листата советнички остави победа во општина Центар, утре е закажана, да ви информирам, за утре е закажана конститутивната седница и ќе се формира мнозинството со избор на председавач на општината. Така да очекувам соработка со општината. Добро е што нели се разбира мнозинството од коалицијата која што јас се представував, која што она ме представуваше, значи заедничката коалиција, и тоа е добра вест за граѓаните на Центар. И на крајот да ве прашам, уште колку споменици ќе треба се сместат во општина Центар до завршувањето на проектот Скопје 2014? Имате ли сознание? Немам сознание, но она што го видовме по победата за вториот круг беше буквално ноќта кога победивме, беа поставувани спомениците за да утредента Центарот останне со 27, повторам 27 нови споменици. Тоа е едно лудило кое што се случува во Скопје и една од причините за прегласувањето, како што кажав претходно во нашето интервју, беше за да се добие власт, да добие доволно време да ги постави споменици. Така што мислам дека се е ставено, или барем се надевам дека се е поставено, и тоа јасно кажав со моето доаѓање на чело на ова општина, нема да дозволам самоволија во општината. На крајот на криштата вие поставите едно убаво прашање, добро прашање, дали за тоа ќе одлучува градоначалникот или Советот. Не, сепак власта во општината ќе имаат граѓаните и за тоа како ќе се развива на кој начин општината и дали нешто е добро или не ќе одлучуваат граѓаните. Реков дека ниту еден сантиметар од општина Центар нема да биде променет или да биде поставено нешто без тоа да биде верификувано од оние кои што ја имат власта и секој што имат власта во општината или во Македонија, тоа се граѓаните. Значи, да потврдиме на крајот на нашето интервју, бидејќи ви времето не измина, нема да го земите францускиот клуч, нема да земите чекани булдожери да рушите споменици како што прочитавме во медиумите. Јас немам дадено таква изјава, веројатно е тоа прочитано од некој друг извор. Многу добро знам што сум изјавил. Јас во мојата изборна програма така почнав и мојата кампања и таа изборна програма е достапна за сите граѓани, впрочем и на интернет, можат и вашите ценети слушатели да ја проверат. Кажав дека ниту во еден случај не планирам рушење на спомениците. Дислокација дали ќе има или не ќе одлучат граѓаните. Може на референдум во општина Центар, меѓутоа не сум од оние што сакат да рушат, јас сум од оние што сакат да градат. Господине Жерновски, уште еднаш на крајот еве сакаме да ви ја честитаме победата и да ви посакаме успешна соработка во Советот со македонците во општина Центар, а и со централната власт на Република Македонија. Мене беше навистина особена чест да бидам гостин
на вашата емисија. Посебен поздрав до слушателите и се надам дека наскоро ќе имаме можност и лично да се запознаеме, да се видиме како со вас, така и со слушателите. Ви благодариме на времето. Благодарам многу.